Поштовани гледачи, како што најавивме гостин во вечерашното издание на вестите на ТВ канал Висе, Анче Туфекчиева, Уздруженијето на лица со Даунов синдром Вера. Анче, добре дојдовте во вестите на ТВ канал Висе. Секогаш е убаво тука кога сум во вашето студио. Ви благодарам за поканата. 22 јули, повторно една интересна активност за скренување на вниманието на јавноста за лицата со посебни потреби. Овој пат еден спортски настан, штафета. Како е планирано да се одвива активноста на 22 јули? Да. Па значи 22 јули некаде во 18 часот попладне, позади амфитеатарот во градскиот парк, па се до споменикот на Борис Трајковски. Тоа е некаде патека од 550 метра. Ќе бидеме поделени во 3 групи. Значи, ќе започнеме од амфитеатарот, па се до крајот до споменикот на Борис Трајковски. Децата со попреченост со себе ќе носат порака, тоа е штафета. Порака за да бидат прифатени во општеството и нели на нив ќе им помагаат нивните родители, познати личности од Струмица, секој доброволец кој што сака нели да биде учесник во штафетата, заедно да испратиме една јасна порака дека лицата се тука, лицата со попреченост се тука. Иако морам да кажам дека Струмица како општина е далеку подобра во поглед на прифаќањето на овие лица, во условите и се друго, но нели не сме за тоа тука денес. Па затоа и јавно ги поканувам сите граѓани на општина Струмица, значи тоа не е трка, тоа ќе биде како ревијална штафета во која што ќе ни треба сечија помош и поддршка. Сите заедно да ја истрчеме оваа патека од 550 метра и на крајот да ги отвориме нели штафетите, тоест пораките со кои што ќе пренесеме една јасна и убава порака дека овие лица и како постојат и се дел од нас. Така, тоа ми беше следно прашање, значи дали пораките ќе бидат ставени во паркот каде што ќе можат граѓаните да ги прочитаат? Да, во план е нели да бидат поставени тука околу споменикот на Борис Трајковски. Не знам колку ќе останат да бидат, но сепак избравме ден недела нели да биде ден кога повеќето од струмичани се тука во градскиот парк и мислам дека ќе пренесеме барем дел од пораките, дека ќе бидат прочитани и видени и дека општо целиот настан ќе земе на голем одзив. Каде можат да се пријават заинтересираните граѓани? Значи, и да не се пријават претходно, можат слободно да дојдат, да ни ја дадат својата поддршка. Јас на тие со кои што сум во контакт, кои што кажаа дека ќе дојдат, им препорачав да облечат бели мајци, не мора чиста бела, значи тоа да биде како дрес код на штафетата, за да можеме нели да се разликуваме од другите присутни и да значи пола час пред почетокот на настанот може било кој да дојде и да се приклучи во штафетата. Нема ограничување на број на учесници, нема парични средства за пријавување во штафетата, значи тоа е само ревијален дел во кој што нели 550 метра ќе истрчеме заедно како знак на поддршка на лицата со попреченост. Така, Сдруженијето Вера почна со реализација или најава веќе имаше за реализација за проект, па да речеме инклузивно образование на лицата со попреченост. Зашто станува збор? Досега Сдруженијето Вера организира настани за одбележување на Светски ден на лицата со Даун, со аутизам, со церебрална парализа, настани кои што се помогнани финансиски од спонзори. Но досега реализирано проект на хартија немаме. Ова ќе биде нашиот прв проект кој што ќе го реализираме. Значи Сдруженијето Вера аплицираше во фондацијата Чекор по Чекор во Скопје. Тоа е фондација која што работи заедно со Европската унија и општина Струмица и Сдруженијето Вера се едни од 6 општини и здруженија во кои што ќе се имплементира овој проект за вклучување на лицата со попреченост во заедницата. Предуслов ни беше да добиеме најпрво поддршка од општината 2 основни едно средно училиште во Струмица. Тоа без проблем го добивме, значи општина Струмица ни даде целосна поддршка.
Основното училиште Сандо Масов од Струмица, Основното училиште Гоце Делчев од Велјуса и гимназијата Јане Сандовски. Значи, на прв збор ни ја дадоа својата поддршка и веќе очекуваме во почетокот на септември, некаде втората половина, најверојатно на септември, ќе се направи акцијски план за потребите на лицата со попреченост, кој што ќе треба да се представи пред фондацијата, чекор по чекор или степ бај степ, и ќе почнеме со реализација на дадени замисли кои што ќе бидат имплементирани со текот на овој проект. Проектот ќе трае некаде од септември 2018 до почетокот на 2020 година. Така е замислено, но од фондацијата рекоа дека доколку е издржливо и доколку идеите сите кои што ќе бидат реализирани за оваа година и пол, не значи дека тука ќе заврши проектот, дека тоа ќе биде одличен пример да се продолжи понатаму и да се најдат средства за реализација, понатамошно да се реализира и да биде одржлив. Јас мислам дека најмногу акцент ќе фрлиме на тоа да се опремат училници, посебни катчиња за лицата со попреченост во основните училишта. Најпрво ќе почнеме со овие две основни училишта. Веќе во гимназијата се прави замисла да има проект за фотографирање, во кој што лицата со попреченост заедно со другите деца кои што се во секцијата за фотографирање ќе можат да фотографираат и да научат некоја техника, нели? Но тоа е само замисла, се надевам дека ќе се реализира и ќе биде успешно, ако не друго, барем да се избориме за подобри услови на нашите деца. Така. Анче, јас ти благодарам за ова гостување во Вестите и за овој разговор. Се разбира, ТВ канал Вистина 22 јули ќе биде дел од ревијалната трка. Да, еве ги покануваме сите кои што може, значи пола час пред почетокот на штафетата, на 22 јули во недела во 18 часот да бидат кај амфитеатарот во паркот и заедно да испратиме една јасна порака во ова општество дека лицата со попреченост како можат и умеат. Така, благодарам. Поштовани гледачи, ние продолжуваме со вестите на ТВ канал Вис.